Јас ветив дека повеќе нема да ве давам со статистики, како што се изјасни еден брат по телефон. Ме праша дали и денес ќе ве давам со статистики. Се мисли на број на починати, новозаразени и други катастрофи од така наречената вакцинирана популација. Јас решив дека нема за тоа да зборувам, но не можев да се воздржам недалава што прочитав, а да не го споделам ова, дека во Гибралтар, едно парче земја, британска територија на југот од Шпанија, само во една седмица, или не се сеќам дали беше една седмица или еден ден, нека биде седмица. Само таму 55 починати лица од вакцината, од лажната вакцина. Еден друг интересен настан недалава е што во Израел настана судир помеѓу полицијата и израелците, демонстрантите, во врска со затворањето на така наречените верски школи или јешиви во Израел. Малку чудно, но ако се размисли подлабоко и не е така чудно. Интересен феномен е што кога полицијата пушташе солзавец и употребуваше и физичка сила против демонстрантите, а тие се самите демонстранти се евреи, израелци, значи ова не е сега израелска полиција или војска против палестинци и арапи, туку најчесто голораки овие другиве, туку против голораки евреи, своји израелци. И бидејќи полицијата употреби сила, сега и од устата на евреи, на еврејските демонстранти, кон полицијата се слушна повици. Значи, полицијата беше наречена, израелската полиција беше наречена нацисти. Им се врати како бумеранг на израелците, бидејќи поставија со децении наназад, имаа поставено еден комплекс во целиот свет, дека секој што ќе удри евреин е нацист, е антисемитист, нацист, фашист и така натаму. Сега им се врати на самата израелска држава и се врати тоа. Бидејќи израелската полиција удираше евреи недалава и таа доби квалификација, а со тоа израелската држава и влада дека се нацисти. Колку парадоксална ситуација, во колку луди времиња живееме. Реков малку чудно, бидејќи јас лично очекував дека мерките на оваа пандемија, како што и се исполни, најмногу ќе ги погодат христијанските цркви, како што тоа и се случува. Значи, и во Грција, и во Русија, и во Србија беа забранети сите православни празници од лани навака. Во западниот свет исто така, таму дури папата предводи во сатанизмот на новиот светски поредок. Но искрено не очекував дека со иста сила ќе се удри и по еврејската религија. Не знам како е во муслиманските земји, например во Иран, но на некој начин како да сака да покаже, како светската влада, како да сака да покаже, не признавам не само христијанство, не признавам ниту јудаизам, ниту ислам, едноставно сите има да бидете сатанисти, сите има да бидете содомјани, сите има да бидете обезличени
деморализирани зомбиња. Сите ќе бидете мачки и кучиња. Значи, луѓе кои што ќе имаат само биолошки потреби, кои што ќе немаат духовни потреби, кои што нема да бидат луѓе. Значи, ќе бидете и ве сметаат за стока. Наше е да докажеме дека не сме стока, а тоа нема да го докажеме толку со демонстрации, па дури и насилства, или дури гласно викање, туку пред се и на почеток со нашата победа врз личните искушенија, нашата победа врз гревот. Ако тука докажеме дека во нашиот личен, приватен живот, и тоа кога не гледаат други луѓе, и кога не гледаат другите верници од црква, во нашиот приватен живот, најприватен живот, ако тука докажеме дека Господ е на прво место, дека Божиот дух живее во нас, тогаш сме луѓе. А ако Божиот дух не живее во нас, тогаш сме стока. А кога сте стока, не е битно дали сте мајмуни, кучиња или било кое друго животно. Господ не создал да бидеме луѓе, Господ не создал според Божиот лик, што значи ние не сме суштества што имаме само биолошки потреби. Сме или не сме? Дали сме суштества што имаме само биолошки потреби? Не. Имаме и духовни потреби. Од кога тоа супермаркетот е побитен од црква? Па црквите да бидат затворени, а во супермаркет може да се оди, може и се, да. Затоа што јадењето е неопходно, нели? Ке речат. Па јадењето е неопходно затоа. Јадење и пиење. Без тоа не може седиме гладни дома. Затоа е дозволено и оправдано да се отиде до продавница, и тоа полицијата не го спречува, и да се купи хлеб, храна, било што. Добро, а што рече Господ? На стоката и е потребно тоа. На вашето маче, на вашето куче, или не знам какви други миленици имаме. Има различни миленици. Е битно само тоа. Да, некои прасење чувам. Но што рече Господ? Што е за човекот битно? Не живее човекот. И кога го кажа Господ тоа? Кога беше искушуван со првото искушение во пустината. Ајде да го прочитаме и тоа. Да се подсетим уште еднаш на тие славни зборови. Евангелие по Матеј, сега 4 глава, значи 2 глави по тоа. 4 глава. Почнуваме да читаме од првиот стих. Тогаш Духот го одведе Исус во пустината, за да биде искушуван од ѓаволот. Зошто вели Духот го одведе во пустината? Интересно, било Божја волја, значи намерата и волјата на Божиот Дух, било Исус да биде искушуван. Зошто? Дали е Божја волја и намера ние да бидеме искушувани? Да, зошто? Зошто треба да поминеме низ проба? Тоа е само по себе доволно јасно, нели?
Зошто некој што сака да стане добар војник, може би и специјалец, нека биде и полицаец, зошто мора да помине низ обука? Пример, брат Борче беше десетар, така. Повисок чин немаше. Така. Не, добро. Не ни сакаше, се разбира. Да. Дали првиот ден кога влезе во касарна, те поставија за десетар? Значи, тогаш, што значи гуштер? Стока? Животно? А во Америка ги нарекуваат ladies. Значи, на почеток сите се жени во американската војска и треба да се докаже сега во процесот на обуката дали некој од нив е маж. А кај нас беше и во Југословенската армија, сите се на почеток гуштери, значи животни, и во процесот на и обуката и понатамошната служба треба да се докаже кој од нив е човек, војник, па дури и достоен за некој повисок чин. Господ сака да бидеме искушени, иако ние треба да се молиме, како што тој ни кажа, да не воведува во искушение. Ние не треба да си го бараме искушението. Но кога Господ дозволува, кога тоа наидува на нас, да го прифатиме, значи да го прифатиме тој мегдан, да се не да бегаме сега или зошто Господе дозволи ова или она. Да, туку да го прифатиме тој испит и со силна вера да го положиме, да го поминеме. Вториот стих вели: и откако посташе 40 дни и 40 ноки, најпосле огладне. Па кој не би огладнал? После колку време би огладнеле ако престанете да јадете? Што мислите? Сте пробале? Не? $24? Без да огладнеш, така? Без да огладнеш. Што значи ова постел? Што значи да постиш? Кога Библијата зборува да постиш? Не јадел свинско. Не. Ништо не јадел. 40 дена и 40 ноки, ништо не јадел. Најпосле огладне. Како вели Лука, за момент да споредиме и таму. Лука 4 глава. Исполнет со Дух Свети, Исус се врати од Јордан и беше одведен од Духот во пустината. 40 дена го искушуваше ѓаволот, вели овој превод, во текот на тие денови не јадеше ништо, а кога изминаа тие, најпосле огладне. Добро, тука се кажува само попрецизно, дека не јадел ништо. А што вели Марко? Првото историско евангелие, од кое што сите други црпеле, кое што било извор за сите други, а најмногу за Лука. Што вели Марко? Марко е многу концизен. Прва глава 12 стих, веднаш потоа Духот го изведе во пустината и беше таму во пустината 40 дни искушуван од сатаната, беше со зверови и ангелите му служеа. Јован знаеме дека не го споменува овој настан.
Така да од Библијата не можам да одговорам дали и вода не пил. Но може би некој вон библиски извор го кажува тоа. Колку долго може да се живее без вода? Колку? 3 дена? Јас знаев за 6 дена, јас знаев за 7 се вели. И постоја ќе дехидрираш. Така? Да, значи тераш некако, да, по инерција. А побитно и од тоа што е? Воздухот. Колку долго може да се живее без да дишеш? Така е рекордот. Да, може би толку, да. Просечно нека биде. Да. Не пробувајте. Не пробувајте. Едно предупредување, како што велат во некои видеа, не го правете ова дома. Значи, ние читаме за Христовиот пост, ние читаме за многу други, и за Мојсеевиот, и велиме. Постете, браќа и сестри, постот е користен, но немојте да постите 40 дена и 40 ноќи. Сеќавам лани, јас сакав и тоа да го направам и Господ ми рече да не го правам. Сакав да го направам за мајка ми, сакав да го направам за Мимица, за сите болни. И Господ ми пораче тоа да не го правам. Продолжуваме да се вратиме кај Матеј 4 глава. А кога се приближи до него, искушувачот, значи по 40 дни и 40 ноќи најпосле огладне. Може да си представите како изгледа тоа чувство на глад после 40 дена не јадење. Како изгледа тоа? Еднаш читав, тоа беше во она српско екстравагантно списание Трече око. Да, таму имаше разни чудеси. Но беа интересни. Иако не верував све што таму се објавуваше, но беа интересни. Еднаш читав како еден човек таму наводно си го кажал искуството како постел, не се сеќавам колку дена пробал да пости. Мислам дека беше 12 дена без да јаде ништо. И сега кажува, на почетокот му било тешко, значи првите 3 дена може би, и сега чувствува, ајде да се јаде, ова, она, умот го лаже, ајде треба да јадеш, ајде доста беше, ајде друг пат пак и така натаму. Но овој успел некако да издржи и сведочеше дека после 12-тиот ден така бил прочистен не само телесно, туку и духовно, што вика чувствував љубов кон сите луѓе во светот. Сега така тој сведочеше. Јас максимум сум постал 3 дена, поточно од вторник ручек до сабота сабајле нека бидем. И тоа одамна, не скоро. Последен пат така 2001 година, мислам, или втора беше, да. Значи пред 19 години. Не знам како изгледа 12 дена. Што би било после 12 дена пост? А што би било после 40 дена пост? Дали постои човек во светот кој што може да каже како изгледа после 40 дена пост? Може ли тие гладните во Африка? Што? Од место. Благодарам. Само 40 дена?
Сега ме подсети на братот Роберт Панаколк од пред 20 години, кој што ми рече во еден приватен разговор дека во случај на рак постои една умерена метода со сокови, со бројсова, ова речи ги активниот јаглен и така натаму. И јас ето тоа го фрлив на страна, не ме интересираше таа метода, а многу ја засакав радикалната метода, втората метода што ми ја кажа. Во случај на рак, секој што може, пробај да постиш, ако можеш и до 60 дена. Све ке се очисти. Секој тумор ќе биде очистен, уништен во телото. Само тоа е радикална метода и не е за секого и може би секој не може да го издржи. Може би Илија и Мојсей би можеле да кажат како изгледа по 40 дена пост и да го разберат на некој начин Исуса. Но замислете, Исус беше во наше тело, во вакво слабо, смртно и грешно тело, како и Илија и Мојсей. Не беа ни тие супермени. За жал, поголемиот дел од народот, било каде во христијанскиот свет, светците ги подразбира како некои супермени. А самиот Јаков што вели? Илија беше човек каков? Како и ние. Илија беше човек смртен како и ние. И Исус беше таков. Зато ја зел нашата природа. Не го намалуваме неговото божество, она што бил од секогаш, од вечноста. Но кога ја зел нашата природа, тоа станал смртен. Не станал грешен, затоа што никогаш не сгрешил, но го имал истото грешно тело и во се беше искушан како и ние, освен грев. И цитиравме исто така минатата зима, ако се сеќавате, во 3 проповеди, дека духот на антихристот се состоеше во што? Во порекнувањето дека Христос дошол во плот, во смртното и грешното тело. Прво Јованово послание, 4 глава. Да се вратиме на Матеј, 4 глава. Најпосле огладне. Што значи тоа? Најпосле огладне, после 40 дена и 40 ноќи, никој од нас тука не може да каже. Веројатно никој од нашите гледачи исто така преку интернет не може да каже. Не знам дали денес постои човек во светот кој што поминал 40 дена и 40 ноќи во пост. Интересно е па што ѓаволот толку долго и чекал. Зошто чекал толку долго? Зошто не му пристапил после 3-тиот ден? После 10-тиот ден? После 20-тиот ден? Кај 30-тиот ден? Цел месец. Токму така, затоа што тука вели најпосле огладне. Ама што значи тоа? Значи, тоа значи, браво, тоа значи, некога ќе ми закркорат цревата, некога ќе ми, уште пократко, кога ќе ми се пријаде, туку Христос постел додека организмот можел да живее без храна. И тогаш кога
ја почувствувал најсилната потреба на самиот организам. Значи, после тоа не би можел, значи, подолго да живее, би се онесвестил, да речеме. Тогаш, тоа значи, најпосле огладне. Тогаш кога навистина му треба храна, или сега храна, или смрт. И тогаш ѓаволот ја сакал оваа прилика, кога неговото тело е најслабо, кога неговата потреба за храна е најсилна, оваа прилика. И тогаш му пристапал. И тогаш се надевал дека искушението ќе биде најсилно. И навистина и било. Значи, тело кое што се наоѓа на работ на животот и смртта, кое што неопходно, ургентно му е потребна храна. Му пристапува искушувачот, вели 3 стих, и му рече: ако си син Божии, заповедај овие камења да станат лебови. Сега, во близина нема Рамстор. Ова е јудејска пустиња, многу километри далеку од Ерусалим, далеку и од Витлеем, уште подалеку од Хеброн. Треба, можеби, најмалку еден ден одење до првото населено место. А и тоа не е гаранција дека таму ќе може да се купи храна, можеби некој да ти даде, ако ти се смилува. Значи, во овој момент, што е најбитно? Значи, кога во близина нема храна, не може да се доотрча до некаде, туку навистина, за да не се онесвести, тогаш кога најмногу е потребна храна, ургентно е потребна храна, ако се син Божи, заповедај овие камења да станат лебови. Што значи, кој е најбрзиот можен начин Исус во тој момент, кога телото најмногу има потреба од храна, итно има потреба од храна. Кој е најбрзиот начин да добие храна? Навистина, тоа што искушувачот му рекол, тоа и да го направи. Значи, што знаел ѓаволот кога му пристапил со вакво искушение? Може ли нас да ни пристапи ѓаволот со вакво искушение? Не. Ако се наоѓам во пустина, далеку од секакво населено место, особено од продавница, а што ми вреди продавница ако немам скршен динар во тој момент, или ако не смеам да купувам и да продавам, како во блиска иднина, тогаш ни обкружен со сите маркети нема да ми вреди. Ѓаволот не може нам да ни пристапи со вакво искушение. Зошто? Зато што знае дека ние во тој момент не можеме од камења да направиме лебови. Но зошто на Христа му пристапил со вакво искушение? И чекал 40 денови. Чекал. Колку бил трпелив. Чекал. Телото да биде најистоштено. Телото да има, да ги исцрпи сите своји резерви и да почувствува итна потреба од храна. Затоа што ѓаволот знаел дека Божиот син можел
И тоа е една од тајна, мистеријата, еден аспект од мистеријата, тајната на побожноста. Бог се јави во плот, во грешното и смртното тело. Или тајната на инкарнацијата, на Христовото овоплотување, отелотворување. Божиот син можел со човечка волја да командува божествени сили. Со својата човечка волја да ги употреби божествените сили. Тоа го можел. После крштавањето, ова е првото сатанско искушение на Христа. После крштавањето. А која беше последното? Пред неговата смрт. Се сеќавате? Ако си повторно, тој и тој, слези сега од крстот. Тој е веќе закован на крстот. Слези сега од крстот, па ќе ти веруваме. Еден куп чуда се изнагледа во тие 3,5 години од Христовата уста и неговите раце, па тогаш ке му поверувале, ако слезал од крстот. Но Духот на пророкштво вели дека тоа го кажувале демони. Во тој джган, во таа толпа се наоѓале демони во човечки облик, кои што најмногу го викале ова. Зошто? Дали тоа било искушение? Ако ви се врзани рацете, нозете и фластер преку уста, или заковани на крст, како во антички времиња. Дали е за вас искушение да слезете од крстот? Среде сите маки, среде сите болки, среде сите страдања. Дали би било за мене и тебе искушение да слеземе од крстот? Не. Зошто не? Зато што ние не би можеле тоа да го направиме. Но, зошто демоните знаеле нешто? Зошто тие му поставиле вакво последно искушение на Исуса по својата природа и карактер, слично на првото искушение по крштавањето? Затоа што тие знаеле дека Христос, ако сака, дури и тогаш кога бил најизнатепан, најизнаранет, искамшикуван и на крај закован на крст, со клинци, знаеле дека Христос, ако сака, може да слезе од крстот. Затоа за Христа тоа било искушение и во моментот на најголемо страдање, кога висел на крстот, на најголема болка, тогаш му дошло тоа искушение, слези од крстот, прекрати си ги маките. Исто така, не вреди да гинеш за оваа стока, не вреди да ги спасуваш овие ништожни, неверни, никакви луѓе, кои што не ја ценат твојата жртва. Што мислите, не му било дошепнувано и такво нешто? Не му доаѓале и такви мисли? Како и последното големо искушение, кога висел на крстот, Христос имал сила Божја, значи своето собствено божество, и кога Светиот Дух веќе од Гециманија го напуштил Светиот Дух. Така? И самиот на крстот воздивнувал и викал: Боже мој, зошто ме остави? Значи, оставен од Бога, проклет од Бога. Галатјаните 3. Проклет да е секој што виси на дрво. Цитат од Мојсеевиот закон. Тогаш кога бил оставен
од Бога и од Божиот дух, Христос сепак можел да слезе од крстот, затоа што тој самиот, второто лице на Божеството, имал божествена сила да го направи тоа. И тука во пустината имал божествена сила да ги претвори лебовите во камењата во лебови. Но не го направил тоа. Христос во ниту еден момент од својата земска служба, од својата земска мисија, од својот земски живот до смртта на крстот, не требало да ја употреби за ништо. Не требало да ја употреби својата божествена сила. Откако се родил во Витлеем како бебе, до смртта никогаш не ја употребил својата божествена сила за било што. Во Копчето на вековите читаме дека дури и како момче, работејки во работилницата на Јосиф, столарскиот занет, никогаш не ја употребил својата божествена сила за да си го олесни трудот. Пример, што мора сега да се изнамачам толку сати да изделкам едно дрво, да направам некој столче, еве, нека биде маса, нека биде стол, нека биде шифонјер. Ке беа, ако Христос го изговореше тоа, ке беа, се разбира ке беа. Како што рече, нека биде се она што го заповедал да биде во Битие 1 глава, сите светови и тие биднале, настанале со божествената сила. Прв пат откако дошол на оваа земја, Христос ја употребил својата божествена сила. После смртта, кога? Кога воскреснал од мртвите. Христос и требало да воскресне со својата божествена сила. Бидејќи само таков некој можеше да не спаси. Некој што ќе ја плати казната, вечната смрт, после која Бог Отецот никого нема да воскресне. Ниту има што да се воскресне, бидејќи и телото и душата ќе бидат уништени во пеколниот оган, во геената огнена. Но Христос, кога ја платил оваа казна, требало да воскресне со својата сила. Зато само таков може да не биде спастел. Само божествено битие, само некој што може да воскресне сам со својата сила, можел да биде спастел на човечкиот род. Да можел Адам во ред. Ке речел, па добро, нема потреба од спастел. Еве, заповета гласи дека треба да бидам погубен, да умрам. Еве, ке умрам, потоа ке си воскреснам. И сум ја платил казната, ем пак ке живеам. Ама не, тоа не го може никој од нас. Тоа само Христос го направил за секој еден од нас. И конечно завршуваме со неговиот одговор. Тогаш кога му требаше најмногу храна, кога телото имаше итна, ургентна потреба од храна, и кога беше соочен со ова најсилно искушение во моментот, да ја употреби својата божествена сила за да го задоволи гладот. 4 стих вели, а тој му одговори и рече, напишано е, човек не живее само од леб, туку и од секој збор што излегува од устата на Бога. Христос покажува дека да се биде човек значи да се живее, да се зависи од Божественото Слово. Значи не од својата сила, дури кога би имале божествена сила, не од својата божествена сила,
туку да зависиме само од Бога, само од Отецот, само од Светиот Дух, за нас и само од Христа. И секогаш на Него да се подпираме, на тоа Слово. Ако не сме тоа, тогаш не сме човек. Тогаш сме нешто пониско од човек. За ова прекрасна тема, да се живее и да се зависи само од Божиото Слово, ни предстои едно прекрасно четиво, една прекрасна, не многу голема книга под наслов Лекции за верата од Џон Си Вагонер. Да даде Господ, реално е можно да во наредниот месец биде и испечатена, и тоа е прекрасна книга, која што би сакал сите да можеме да ја прочитаме. Нека му е фала и слава на Господа. Амин. Оче наш, ти благодариме за милоста и добрината Твоја. Ти благодариме за благодатта Твоја. Ти благодариме за мирот и слободата, дури и за привилегијата што можевме и целата измината есен и оваа зима да се собираме во црква и да го слушаме Словото Твое. Кога во многу соседни земји, многу браќа и сестри тоа не го можат, бидејќи и овој период беа и се под карантин и црквите им се затворени. Ти благодариме, Господи, ти благодариме за силата Твоја, моќта на Словото Твое, за секој Твој добар дар што си ни го дал, за секоја утеха, охрабрување, благослов. Ти благодариме за жртвата на Твојот возлюбен Син. Те молиме, Господи, очисти не од сите наши гревови. Дај ни ново срце, создајди нов живот, нов човек внатре во нас. Те молиме, исцели ги нашите болни и немокни. Те молиме најмногу за сестра Мимица. Те молиме за сите случаи кои брат Рајче ми ги каже по телефон, за да се молиме за нив. За сите болни и немокни во овој град, за сите разочарани и обесхрабрени браќа и сестри во овие тешки последни времиња. Те молиме, Господи, распушти не во мир и одржи не во тој мир ово саботно попладне. А за тоа ти благодариме во Христово име. Амин.